Поштувани гледачи, во наредните неколку минути ќе ви представиме една млада кошаркарска личност, тоа е кошаркарот Тодор Златев, член на кошаркарскиот клуб Фени, кој од пред сезона и пол настапува во сениорската екипа, а исто така е член и на младата категорија М16. Со неговите одлични настапи во овој клуб беше привлечено вниманието на пошироката спортска јавност, па следните минути ќе ги искористиме малку да поразговараме со него. Здраво, Тоше. Здраво, пред се ги поздравам гледачите на порталот РТК и сакам да ви заблагодарам за што ми дадовте можност. Вие сте ученик. Каде учите? Машалlah, вака чека, прво ми изгледате многу пораснат. Колку сантиметри? Јас моментално сум 194 сантиметри со патки. Јас учам во гимназијата Добри Даскалов и сум одличен ученик. Најнапред, како се роди, кога ти дојде тоа да сакаш желба да станеш кошаркар? Па тоа дојде уште во најрана возраст, кога бев уште 5-6 години, на телевизија видов кошарка и си реков тоа е овој спорт што ме влече мене и што сакам да се запишам и сакам да тренирам озбилна кошарка. И првите тренинзи каде Првите тренинзи јас точно памтам, бев прво одделение кога со мојот родител Никола Златев и школата Партизан и Јасмин дојдов тука во спортска сала Јасмин на тренинг. Мојот прв тренер, да го поздравам, беше Митко Каровски, кој ме научи на првите дриблинзи со топка, првиот шут, тие работи. Значи тоа е почеток. Тоа е почеток, да. Рековме дека си во кошаркарскиот клуб Фени и настапуваш во категоријата до 16 години. Моментално настапуваш во повеќе и во сениорска конкуренција, исто така и во категоријата до 18 години. Да. Кажи ми нешто повеќе за тоа што најповеќе имаш играно во таа категорија М16. Па во М16 оваа година беше моја последна година и јас постигнав доста добри бројки. Пред седом се заблагодарам на мојот тренер Танас Димов, кој ми даде доста шанса за играње и доста слобода во мојата игра, да правам што сакам, иако јас сум висок играч, што ми дозволи да играм на позицијата плеймейкер, шутер, да ја водам топката и да ја имам целосната слобода во играта. Ево, одма ќе се надоврзам, тоа во НБА лига го прави Кевин Дюрант, а исто така досега во Европа го правеше и Лука Дончич, дај Боже да тргнеш по нивните стапки. Но ние одиме со една констатација дека ретко кој тренер на момче од 14 години има храброст да го уфрали во првиот состав. Тоа е кошаркарскиот клуб Фени, тоа го направи тренерот Љупко Малинков. Ги виде тој твоите квалитети, имаше храброст и даде шанса, а мислам ти дека добро ја искористи. Па да, сениорската екипа за мене е едно многу големо искуство. Самото тоа што тренираш со тие искусни играчи, со тие, ако може да кажам, врвни кошаркари кои имаат многу предонесено за кошарката, како што се Јане Петровски, Андреј Магдевски, Марковски, Пајч. Јас на 14 години го направив дебито во првата македонска лига, па тоа беше големо искуство. Пред да влезнам во играта бев многу исплашен, но сето тоа со влевањето во игра се губи таа трема. И така, ти кога првпат влезе да играш за екипата на Фени, на теренот имаше постари возрастни кошаркари, искусни, кои 10, кои 15, а бога ми имаше и кошаркари повозрастни од тебе и 20 години. Дали во тој момент ти имаше чувство на страв, на трема, или тоа беше мешана комбинација од респект спрема тој квалитет и дали чувствуваше некоја трема? Па да, најпрво имав респект према тие играчи, возрастни играчи кои беа постари од мене по 5, 10 и 15 години, бидејќи тие имаат веќе долгогодишна кариера во првата македонска кошаркарска лига, но со самото влегување на игра и самите тренинзи, спремност, се докажува дека на терен колку толку можам да придонесам за екипата на Фени. Некако во настапите во младинската конкуренција до 16 години се гледа твојата физичка подготвеност. Имаш доминација кај твоите врсници, па би рекол и оние постарите. На што се должи тоа? Па тоа пред се должи на секојдневни макотрпни тренинзи. Во оваа прилика да го поздравам мојот атлетски тренер, стручникот Сашко Илов, кој е една прекрасна личност и човек,
кој со него тренирам 3 до 4 пати во неделата и тоа многу ми помогна во мојата игра на физички план, за координација, атлетски способности и слични такви работи. Исто така имаш и дополнителни тренинзи со твојот родител? Да, исто така и 2 до 3 пати во неделата. Тренирам со мојот татко Никола Златев, со него повеќе тренирам на шут, техника, тие работи. Твој идол? Па, мој идол е, ако може така да кажам, Кевин Дюрант од НБА лигата кој игра за Golden State Warriors. Дето се надам дека еден ден ќе станам како него. Значи, ја не случајно една коинциденција спомнав дека наликуваш при Да. оние одбранбени скокови и ја фаќаш топката, кога двете екипи, 9 кошаркари се пред тебе, ти ги претрчуваш, имаш реализација и слободно фрлање. Тоа е карактеристика на големи играчи, дај Боже, да кинишаш, да тргнеш по стапките на таква една голема кошаркарска легенда, Кевин Дюрант, па во иднина да правиме муабет што се вели за една прекрасна кошаркарска кариера. Ја не се сомневам во тоа. Тоше, ти имаш одлични настапи во селекцијата до 16 години, но не си повикан во оној поширок состав на кошаркарската репрезентација на Македонија до 16 години. Чувствуваш ли некоја неправда? Па, јас мислам дека со моите игри во М16 докажав дека го заслужувам тоа место. Јас не велам дека сум најдобар, но мислам дека заслужувам да влезам во 12 деца кои се повикани за Европското првенство во дивизија Б кој ќе се одржува во Сараево оваа година. Но сепак тоа е одлука на селекторот и јас не се разочарувам и продолжувам да тренирам уште појако за да се докажам на 18 години. Јас не се сомневам во тоа дека ќе продолжиш да работиш како што треба, а резултатите ќе си дојдат само по себе. За неколку дена, поточно овој петок, заминуваш за Италија. Тоа е Стела Азура во Рим, тоа е кошаркарски камп, академија, една од најпознатите во Европа. Што очекуваш кога ќе стигнеш таму? Па, пред се тоа ќе биде едно големо искуство за мене, со тоа дека ќе одам во Италија, во Рим. Стела Азура е една од најдобрите и најперспективните млади академии во Италија. Тоа ја ќе бидам како еден вид на проба, како камп. Првите 2 дена ќе бидам во нивната база во Рим, а потоа од 1 јули одам до 7 јули на камп во нивното, како да кажам, тоа е нешто како Михајлово, така, на повисоко место. Туристичко место и се надевам дека ќе се докажам и ако може од следната сезона да настапувам таму. Тоше, јас се надевам дека Кавадарци после 20 и кусур години ќе добие квалитетен кошаркар, затоа што знаеме дека Кавадарци е расадник на добри кошаркари во минатото, почнувајќи од Ристе Стефанов, Горан Самарџиев, Тодор Гечевски, Врбица Стефанов. Се надеваме дека конечно Кавадарци ќе добие еден кошаркар и онаа празнина од 2 и кусур децени, конечно ќе почне Кавадарци да ствара и да има кошаркари. Ти благодарам и ти посакувам многу успех во Италија, а кога се вратиш, ќе ни раскажуваш како било таму. Благодарам и на вас, се гледам.
Еден од најповиканите за развојот на Тоше Златев е неговиот родител Никола Златев, поранешен кошаркар на Тиквеш, на оној Дрим Тим на Орка. Ги имаш поминато сите младински репрезентации и селекции на Македонија. Моментално работиш како тренер на женскиот кошаркарски клуб Трокал. Најповика си да го кажеш вашиот став за твојот син Тодор Златев, затоа што си непосредно го пратиш, го тренираш, ги знаеш сите негови перформанси што ги има во досегашниот учинок при своите настапи, како во М16, така во М18, а и во сениорската екипа на Фени. Овака, Тоше прво потекнува од спортска фамилија, значи од неговиот дедо. Значи генетски има врски. Тој сам од мал си одбра, кога мал сакаше повише фудбал, како сите деца, после се определи на кошарка. Јас, да речеме, не влијав толку, тој сам си одлучи. Почна да доаѓа кај нас во спортската школа. Јас како во Партизан тренер, колегата Каровски тука, кај мене. Потоа развојот добро се развиваше, па почна да оде напоредно и кај нас во Јасмин школата и во Фени, така да почна да се надпреварува во лигите во Македонија. Оваа година настапуваше и ланската во М16, М18. Постигна одлични резултати, со негова си е заслугата, одлично работи и лани летото беше повикан од стручниот штаб, од управата на Фени, да се приклучи во сениорската екипа. Значи, доби шанса. Доби шанса. Тоа ретко на кој играч во Македонија и пошироко на 14 години ми се укажува таква прилика. Многу голема благодарност до клубот, до тренерите у Фени. Значи тој има потполна, огромна поддршка од клубот, прифанате од сите тренери, од играчите, му се укажа шанса, публиката го сака, се понаша која што треба, тренира и се оди до сега како што треба. Неговиот учинок во досегашните настапи е одличен, поготово во неговата конкуренција. Јас веќе и во разговорот со него спомнав дека има доминација кај своите врсници и мислам дека ќе продолжи во ист стил да тренира и да работи. Оваа година тој на сите надпревари, значи константност, тоа се должи на неговите тренизи, на неговата подготвеност, значи има просек околу 30 поена, 17 скока, 7 асистенции, тоа се бројки што се фантастични, што никој не може да ги побие. Игра одлично. На што се должи сето тој напредок? Па сето се должи, прво, кај него е најголемата заслуга. Никогаш има страшни пеколни тренизи, никогаш не се пожалал, никогаш не рекол не одам, не можам, било критично, се враќал од школа на тренизи, па после пак вториот тренинг, значи тренира 4 до 5 сата, секој ден, оди на училиште, се враќа. Тренерите имаат сите учинок, мислам, кондициониот тренер би го спомнал, Сашко Илов, кој 3 пати неделно работи со него, дава се од себе, тој помогна да дојде на ова ниво, меѓу другите, значи да не ги заборавиме, Љупко во сениорска, Атанасе, Димов во младинска, па и ние што даваме поддршка сите други и претходните тренери што беа. И Тити Пецов, мислам дека работиш. Да, на почетокот Тити Пецов беше краток период во Фени тренер, кај него почна во Фени. А тоа беше кратко време, после дојде Атанасе Димов и тој кај него почна да се такмичи во М16. Значи имаме еден одличен развој на Тодор Златев како кошаркар, но сега ќе дојдеме до едно клучно прашање, каде што горчливо прашање според мене, а мислам дека и вие ќе се сложите со тоа. Евидентен е неговиот квалитет, али тој не е повикан во селекцијата на Македонија до 16 години. Вашиот став, вашето мислење, дали е направена голема неправда спрема кошаркарот Тодор Златев? Бране, значи знаеш ти дека јас сум инволвиран во тие кругови. Добар познаваш на кошаркарските прилики во Македонија. Цел живот во кошарката во федерацијата, еве сега бев на кампот за деца, М14 ме повика од федерацијата. Исто, он на М14 почна, беше во селекција од 30 деца, заврши тој камп, после тоа не беше повикан, не знам што е. Најверојатно не се следи неговиот развој. Јас сум незадоволен од, да не речем од селектирањето, од односот спрема децата во провинцијата. Ајде да направиме една анализа. Погледувајќи го списокот на оние 22 момчиња што се на списокот кај селекторот, ја не го знам никој е селектор. Не е битно, не би требало да спомнеме. Сите се до едно од град Скопје. Дали е тоа исправно?
имате ли некој став по тоа прашање? Па ако се најдобрите, да речеме 20-20 би било исправно. Али ја не познавам до сега, па никогаш во ни една селекција, во ни една категорија, сите деца да може да бидат од еден град. Значи тоа мислам дека тука сме за Гинисов рекорд. Да, ја пред година и пол-две на социјалните мрежи, гледајќи го списокот тогашниот на една ваква млада селекција, мислам до 14 или 16 години, 99% беа сите од Скопје, и ја прво што ми текна искоментирав, ова не ми наликува на селекција на Македонија, ова е повеќе селекција на Скопје. И ја би сакал да кажам да образложам, ако немаш ништо против, затоа што јас се сметам како добар познавач на приликите во Македонија, значи не е можно од Скопје да не се мрде ни 5 сантима, да не се слегне до Катланово, да не се каче горе до Куманово, да не се слегне до Кавадарци, Гевгелија, Битола, Штип. Значи, тоа е страшна работа. И ја знаеш како кога учениците како Тодор Златев во наставничките му викат, ајде Тодор Златев кажи оваа лекција со твои зборови. Би сакал ја како спортски работник да кажам нешто со своји зборови, своја приказка за овие случувања. Што значи тоа? Тоа значи дека имаме селекција до 16 години. Имаме селектор. И сега, според мои сознанија, има 6, 7, 8, 9 квалитетни дечки, но другите ми се чини дека се шлепуваат. Тоа се некои дечиња, миленичиња на своите мамици, татици, али тие мамици и татици мислам дека се мошници, значи од општествено-политичкиот и бизнис сектор, а тоа значи дека платежно се добро способни, а тоа е интересно за соодветните селектори, за да бидат профитабилни. Ја морам ова да го кажам, но вистината е таа. И затоа не се симнува ни 5 сантими од Скопје. Дали е тоа македонска селекција? Вака сега, Бране, јас ќе почнам прво да речам од наше време, кога ни бевме на тие години. Значи, ако си добар, ако си од Кавадарци, нема шанси да те помине. Значи, тие доаѓаа селекторите, да ги спомнам, Андоновски, Књазев, Врвните. Најдобрите тренери треба да работат со најмладите категории. Тие доаѓаа 3-4 пати да контролира. Значи, ако си добар, не. Сега ситуацијата не е така. Значи, таму они си ги гледат нивните у клубот, тука да речем, ајде да спомнам у Скопје, и лево, десно. Значи, не е само Тоше добар. Значи, има добро дете во Гостивар, има во Битола, има во Струмица, има сегде. Никој не ги гледа, никој така се оставени и пропаѓаат. Ако не стоиме уште појако под сврсто, готови се, пропаѓаат и тие деца, сега што се у селекција, дали некој ќе излезе перспектива, не знам. Значи, не. Ево, ја одма имам еден предлог да се направи една правилна селекција, како што рековте порано, како се правило исклучиво квалитетни момчиња да бидат во најсилните селекции на Македонија, а исто така паралелно нека се направи исто селекција М16, али во заграда нека стоje мамици и татици. И така да бидат задоволени сите потреби. Но со таквиот начин нема напредок, нема квалитет. Не, Бране, вака се гледа. Самите резултати на нашите селекции во младинските категории кажуваат се. Значи резултатот не треба ја и ти да биеме многу паметни па да заклучиме. Па да заклучиме. Значи проблемот е до 14 години нашите деца се рамноправни со сите европски селекции. Значи кога одат на турнири се рамноправни и со Франција и со Шпанија се. И сега проблемот доаѓа од 15 до 18 години крај. Значи тие одат 10 чекори, ние се враќаме 10 назад. И кога одиме, сега сме у Б дивизии, у сите селекции на последно место. Тоа докажува, значи, не дека немаме ни деца квалитет. Има таленти. Значи, има таленти, не се селектира добро, се разочаруваат децата, се поставуваат нестручни лица на тие позиции осетливи и тука ни се руши концепцијата и после више на 18 на 20, М20 касно. Нема од што да селектираш. Главниот проблем се прави на најмали категории. 12, 14 до 15 години се греше катастрофално и после немаме од што да одбериме. Од 18-20 нема што да одбериш, немаш база, немаш ништо. Значи, ова е апел и сугестија до Кошаркарската федерација на Македонија конечно да се оди на право селектирање на чисти квалитети, да се направи јаки и квалитетни селекции во македонските младински конкуренции. Никој не сноси одговорност за тоа што се прави. Значи никој не сносил да се каже ово и тоа го направи. Значи кога си селектор, одиш и пред да одиш на првенство, кажуваш цели, освојуваме од тоа до тоа. Ние одиме таму, сите не боксираат, последни, се враќаме назад кога ништо да не било, нема јавност, нема, никој не одговара, никој не сноси одговорност. Тоа е проблем, значи мора да се каже јавно и да се сноси одговорност. Дај Боже овие деца 22 што се од Скопје да направат резултат, да влезат у А дивизија.
пружаме рака и викаме одлично, али до сега искуствата не кажуваат така. Значи, кај да отидеме на сите првенства уназад 10 години, значи ова не е од сега проблем, значи не е сега. Повише време назад се провлекува. Во сите селекции ние почнавме губиме, сега да не омаловжуваме, од Косово, од Азербеджан, од такви селекции, што тоа е... И сениорската репрезентација загуби од Па, Косово. знаеш што е проблемот? После од младински категории нема играчи. Што ќе зима сега Давидков, од кај ќе црпе за сениорска селекција? Од кај би зел играч? Нема. Уназад 10 години и повише има празен ход. Нема играч и след себе. Точно. Како ќе земе? Овие играат што се по 30 години. Нема други. Од браќата Стојановски нема и добар кошаркар во Македонија. И покрај оваквата состојба и случајот со твојот син Тодор Златев, сепак за неколку дена вашиот син треба да замени на еден камп кошаркарски, тоа е Стела Азура во Рим, тоа е една позната кошаркарска академија од европски ранг. Што ќе кажете за тоа? Па вака, тој бил негде приметен, го виделе, дојди покана, тој трга во петок, таму ќе биде како на селективни тренинзи 2 дена, потоа оди на нивниот камп го посетува и ако задоволи, што таму е неверојатно јака конкуренцијата. Стела Азура е моментално, да не претерам сега многу, али меѓу 3-4 најдобри младински школи во Европа. Еве сега гледавме М18 остави второ место во Европа. Значи тоа е на врвно ниво, ако задоволи ќе остане таму и ќе добива полна стипендија, ако не, тука се враќаме во Фени и си продолжуваме, мада сме и тука сум презадоволен, уште еднаш ќе кажам, од условите што ги има. Да се надеваме дека Тодор Златев ќе ги продолжи по твоите стапки, дека ќе ги надмине сите наши кавдаречки легенди, почнувајќи од Ристо Стефанов, Горан Самарџиев, Тодор Гечевски, Врбица Стефанов и дека конечно ќе забележиме еден кошаркар после 2,5 децении во кавадарци. Златев, ви благодарам и на двајцата. Имаш нешто да дополниш? Имам, би сакал да се заблагодарам до сега. Значи, само ако е оставен Тодор само да се бави со кошарка, нема да стигне на ова ниво. Би сакал да се заблагодарам на сите тренери, од најмлади категории до сега, до сениорска, на Љупко и на сите други, и да не ги спомнувам пак по име. На кондициониот морам да го спомнам Сашко Илов, на вас новинарите кои давате огромна поддршка, видовте нешто у него, значи не е сето случајно. Би сакал да се заблагодарам. Имаме поддршка од факторите што се од локална самоуправа, градоначалникот, советот, колегата Ристо Сакалиев, што е председател на советот, исто така. Би сакал на директорот на Јасмин Сашко Атанасов, кој ни излегува во сусрет со термини и со сите услови што може да се... И тоа би било, не знам, некој ако испуштив. Да. Значи, поддршка имаме од сите фактори релевантни во градот. И ние мораме да ја оправда. Тој мора да ја оправда. Поддршката до сега е се е добро, добар ученик, работник, умно момче, па ќе видиме натаму. Благодарам уште еднаш и му посакуваме среќен пат на младиот талентиран кошаркар Тодор Златев и од Рим да ни се јави со добри впечатоци и резултати. Благодарам. Фала.